Добро вечер, гледате Анализа. Добро вечерица моите гости Петар Арсовски, пиар експерт. Добро вечер. Добро вечер, Сафет Бишевец, поранешен пратеник. Добро вечер. Вечер и Владимир Божиновски, универзитетски професор. Добро вечер. Добро вечер. Одиме со изјавата на еврокомесарката за проширување Марта Кос, која се понуди како олеснувачка во македонско-бугарскиот спор, но како вели. Пред Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент таа повтори дека Македонија мора да го промени уставот за да се продолжи со процесот на интегрирање. Односно, за да започнат преговорите со Европската Унија. Добро, може со вас, Сафет Бишевец, да почнеме. Заради тоа што власта спомена посредништво на Австрија, претходно беше на Унгарија, сега е Марта Кос вели. Самата се нуди за олеснувачка. Знаете, дисонантни тонови доаѓаат токму од таа Европска Унија за која зборуваме. Пред неколку недели, пред некое време во Скопје беа и клучните луѓе практично. И имаше два става, различни по својата суштина. Едниот беше дека нема план Б и дека Македонија мора, да, и дека Македонија мора тоа да го направи, доколку сака да го продолжи европскиот пат. Но веднаш потоа имаше и една сосема поинаква изјава која одеше во прилог дека ако не се заврши работава со планот А, тогаш ќе мора да се најде друг начин за да се отвори патот на Македонија кон Европската Унија. Така да не видам ништо ново практично во изјавата на Коста и во Скопје. Практично истото го кажа. Добрата работа е, ако сакаме да бараме добри работи во односот на Брисел кон Македонија, е тоа што таа се понуди директно да учествува во како медиатор. Да. Во диалогот меѓу Македонија и Бугарија. Но не мислам дека тоа на начин на кој е поставена во овој момент ќе може да роди со плод. Таа добра волја на Кост не значи ништо повеќе, доколку ако само погледнете односот на бугарските европратеници и нивните ставови, а всушност тоа се ставови на комплетното бугарско општество и бугарската држава од највисоките ешалони на власта, и таа политика во овој момент изгледа забетонирана, изгледа како гранитна, но ми се чини дека попуштаат темелите на таквиот тврд бугарски став. Попуштаат темелите. Тие донесоа инаку резолуција повеќе со која ги зацврстија тие темели. Па затоа велам, тоа е перцепција која тие сакаат да ја продадат и во Европа и во кај сопствената јавност. Добро. Но ако повеќе земји веќе нудат посредништво, медиаторство, тоа значи дека во едни такви преговори би се раскладила би таа позиција. морало да се најде бугарска? некакво компромисно решение со кое би биле задоволени двете страни. Добро. Добро, Божиновски, вашиот став ве молам. Еве ја спомена и резолуцијата, Сафет Бишевец ги цитираше и Каја Калас и Кошта, тука и Марта Кос. Сите се обидуваат да најдат некакво решение. Не беше спорно никогаш и толку проблематично самата промена на уставот колку што потоа. Секогаш беше проблемот дека се бара све од Македонија без при тоа да се понуди нешто. Особено во случајот со Бугарија, затоа што кај прашањето за името, иако решението беше многу поволно за Грција, многу неповолно за нас, сепак тоа е на некој начин некакво финално решение, после кое генерално Грција се тргна целосно од тој проблем. Кај Бугарија малку поинаку, затоа што бугарите едноставно одат на све подлабоки барања и они тоа и отворено го кажуваат дека ова не е последното нешто со кое што ќе се соочи Македонија, да. Затоа што ние имавме договор за добро соседство кој што требаше да послужи, нели,
по решавањето на спорот со Грција, Македонија да ги започне преговори. Видовме дека бугарите останува го погазија тој договор за добро соседство. Така да, она што доаѓа како некаква иницијатива од ЕУ е дека предпоставувам ќе се направи некаков обид и Македонија да почувствува дека барем еднаш во изминативе 30 години може да смета на она ветување или оној збор кој што ќе биде даден од Европската Унија. Тоа што премногу пати имаше ветување, ова е последно и ние се соочуваме постојано со некакви нови барања. Така да во тој контекст ја мислам дека може да се изнајде решение, каде што да, ние можеме да ги прифатиме бугарите заедно со сите, имаш уште 5-6, ако не се лажам на крај беа 3, па да, 5-6 малцинства, но дека нема после тоа за 2 недели или за 1 месец или за 2 повторно да воскреснат некои нови барања кои што пак ќе представуваат блокада. Доколку се успее да се најде, иако Европската Унија не може да го гарантира тоа, наистина не може да го гарантира, бидејќи секоја членка може да си постави што сака, едноставно, но може да се направи некаков исчекор каде што и Бугарија би покажала некој знак на добра волја. До сега не покажала. Видете, од една страна ни бараат бугарското малцинство, тие 3000 луѓе кои што се изјасниле како представници, како етнички бугари во Македонија, да влезат во уставот, а од друга страна ни воопшто не признава дека има македонско малцинство во Бугарија, иако сите знаеме дека има, иако има 16 пресуди од Европскиот суд за човекови права, дека има. Ниту го имплементираат тоа, ниту го прифаќаат, ниту го признаваат. Доколку и Македонија и Бугарија и ЕУ како медиатори, одредени држави од ЕУ, на некој начин седнат со добра волја, мислам дека може да се најде решение, искрено. И сите се надеваме дека може. Никој не може да тврди дека ќе се најде, никој не може да тврди дека нема да се најде. Може да се надеваме. Ако има добра волја од трите страни, тогаш верувам дека може да се постигне некој успех. Во прилог на тоа иде и самата проблематична геополитичка ситуација во Европа, која што беше предизвикана од случувањата во Украина. Наистина треба да се заокружи Европа како целина, за да нема веќе процеси кои што може да значат внатрешни превирања на континентот. И затоа предпоставаме се овие иницијативи од геополитички аспект на Европа, односно ЕУ, која што сака да си ги затвори внатрешните или можните внатрешни проблеми, а и пошироко на она евроатлантска алијанса која што постои помеѓу Европа и САД. Бидејќи не е само Европа и не се само проблемите на Балканот или Македонија или не знам Србија, едноставно има во моментов многу поголеми и посериозни проблеми и можни проблеми каде што треба да го насочат фокусот. Тој аспект можеби ќе може да се изнајде некако решение. Добро. Ајде, Петар Арстовски, околу овие обиди за посредништво на ЕУ. Мислам дека новиот апетит за проширување со Македонија на ЕУ доаѓа токму од геополитички и геостратешки поводи. Во ситуација во која очигледно е дека Црна Гора и Албанија ќе напредуваат на патот кон ЕУ, дури со некаква забрзана динамика, иако не знаеме која ќе биде конечната понуда за нив, дали тоа ќе биде полноправно членство или полноправно членство минус комесар, право на вето и така натаму. Може би за овие земји на Балканот добро е да немаат право на вето, зашто кога би го имале, би се одмаздиле на сите околу нив. Па добро ќе беше за Бугарија да немаше, нели, на времето. Добро, тогаш беше друго проширување по истите критериуми по кои Бугарија стана членка на ЕУ, Македонија би требала сега дека да биде членка на ЕУ. Тоа беше политичко проширување. Но, сакам да кажам дека апетитот е поттикнат од малку поширок поглед на геополитиката и мислам дека е добро тоа, очигледно е дека ЕУ смета дека е добро тоа прашање да се затвори што е можно побрзо, да се стави Македонија на колосек заедно со Црна Гора и Албанија. Јас обидот за посредување, како што го нарече, би го почнал од резолуцијата на бугарскиот парламент.
Очигледно е во овој процес дека ниту една страна нема да го смени, ниту пак има апетит Европската унија да го смени веќе напишаното. Тоа значи францускиот предлог, рамката за преговори и придружните протоколи кон рамката. Така што некаков обид за посредување или за медиаторство може да се гледа само низ рамка на тоа да се имплементира тоа што е напишано и евентуално да се пополни со некаков недостаток на билатерализација на проблемот понатака. Се враќам на резолуцијата на бугарскиот парламент. Во таа резолуција јас гледам два дела. Едниот е проблематичен, а тоа е едно укопување на бугарската надворешна политика околу својот антагонизам, национализам и така натаму. Но истовремено, ако ја погледнете во детаљи резолуцијата на бугарскиот парламент, таму пишува да се почитува дословно тоа што е напишано, сите прашања кои се ставени во веќе постоечките документи. Тука гледам зрак надеж дека можеби Бугарија имплицитно праќа порака дека тоа што се отворените прашања веќе се наоѓаат во напишаните документи. Точно е дека во напишаните документи, особено во придружните протоколи, нема формални критериуми за проширување врзани со билатералниот проблем. Туку вордингот на билатералниот протокол, на вториот протокол е и се охрабрува комисијата до тогаш да најде решение за ова, се охрабрува, се поттикнува и така натаму, но точно е дека Бугарија може тоа да го искористи да стави вето за некаква друга причина. Подолго време сметам дека ние нема да успееме да ги смениме условите кои веќе сме ги прифатили. Рамката за која преговарачката рамка, па и овој протокол кој е за нас најпроблематичен во основа. Добро, кога велиме рамка, мислиме на се. Обидот за медиаторство може да се искористи како обид ако ние ги направиме уставните измени, понатамошна билатерализација на процесот да стане политичко самоубиство за Бугарија. Да биде толку политички скапа, што ЕУ нема да ја прифати. Во кој смисол политичко самоубиство? Да речеме, да не успее Бугарија да наметне билатерално вето. Бидејќи веќе сме ги завршиле работите, односно ги завршуваме работите. Тука би ја блокирале велите Бугарија? Од ЕУ? Сакам да кажам, тоа е нашата најдобра стратегија. Нема гаранции за тоа Бугарија секогаш може да стави вето, како и секоја друга членка на ЕУ, на прашања на владење на права. Не, говориме сега за идентитетот. Идентитетските прашања се во Овој обид за реафирмација на идентитетот кој се случува деновиве во Европскиот парламент, заедно со декларацијата на Бугарија, која можеби е и одговор на тој обид, на декларација. Па да, таа ја пресретна практично. Да. Може да значат некакво поместување на работите, но не треба да имаме дилема. Ние немаме во ЕУ два различни, немаме дихотомија или разногласие. Едни членки на ЕУ велат мора да го завршите тоа што сте го договориле, други велат дајте да најдеме креативно решение. Не. Ние имаме официјален став на ЕУ, на Европската комисија и на Европарламентот дека тоа што сме го преземале како обврска треба да се заврши и латерални, странични, неофицијални изјави дека треба да се продолжи да се бара некакво креативно решение. Така што се враќам на почетната теза, ние тоа што е напишано и тоа што сме го прифатиле, не можеме да го смениме. Единствен начин да го смениме е да ја отфрлиме преговарачката рамка, да ги прекинеме преговорите и да отвориме нова Пандорина кутија на нови преговори за нова преговарачка рамка и евентуално нови протоколи. Не гледам дека има апетит политички ниту во Скопје, ниту во Софија, ниту во Брисел. А зошто не се отврли до сега преговарачката рамка за која вели ВМРО дека е неприфатлива? Дека е бугарски диктат? Еве Сафет Бишевец нека одговори да го ги слушнеме аргументите. Знаете како? Дека е бугарски диктат е факт. Дека таквите барања на Бугарија се резултат на една политика која е само не е европска, исто така е факт. Добро. Дека Бугарија со сите сили ќе продолжи и ќе се обидува да ги оствари своите стратешки, историски како вели, така е. Тоа е вистината, за жал, цели на ова што тие, иако не признаат како држава, се однесуваат како да е некаква територија во која во сегашно време живеат македонци. И говорат на бугарски диалект. И сега говорат некаков македонски јазик и дека тоа е сосема различно
од она што било до, да речеме, пред 1945 година. Тоа е бугарската политика и таа е децениска, ако не и цел еден век. Тоа нас ниту не обврзува нивната политика, нивната идеологија, нивниот поглед на свет, ако сакате, бугарскиот поглед на историјата. Тоа е нивни проблем. Тие можат на светот да гледаат како сакаат. Но наше право е, и не само право, туку искрено мислам и длабока национална потреба и обврска на истите тие работи да гледаме од наша работа. И да се бориме за она што е идентитет, кој никој ниту има право, ниту може да го оспори. Аргументи за постоењето и на македонската нација, македонците и за македонскиот јазик е многу постара од она што бугарите го наведуваат. Така да Мицковски вели многу вековна. Така да навистина мислам дека за сериозна држава, како што сакам да ја видам Македонија, постојат прашања за кои не би требало воопшто да се разговара. Добро, но јас ве прашав, зошто не се отврли францускиот предлог кога има сега мнозинство во народа па мана? Политиката воопшто не е професија каде што работите можете на тој начин да ги решавате, преку колено и преку ноќ. Особено не е во меѓународни односи. Таквата одлука може да дојде како краен резултат на безуспешни обиди за преговори, за договори, за компромиси, кои мора да ги иницира и македонската страна, бидејќи сме ние во прашање. А не ги иницира? Ги иницира, не е точно дека не ги иницира. Добро, не сме Ваквите барања на меѓународен план сериозно се работат и очигледно е дека даваат одредени резултати во овој период. За да дојдете во една позиција каде што едноставно сите ќе видат дека немањето договор не е резултат на неискреноста или односот на Македонија кон тоа прашање, туку е резултат на една национал-шовинистичка политика на соседна земја која мислевме дека одамна е запишана во историјата и мислам дека ова што го прави Бугарија е само барање алиби за улогата која имаше не така давно на овие простори, особено во Македонија, за време на нацистичката окупација на Македонија, каде што тие го живеа својот сон за Сан Стефанска Бугарија, сега одбивајќи да признаат дека биле окупатори, дека биле некакви администратори. Игра на зборови, но суштината е иста. Добро. Тие смета на ова Добро, територија знаеме дека кој е е ставот на Ако Бугарија. знаеме како мислите дека можеме. Јас прашувам сосема нешто друго. Значи имате ситуација или ќе прифатите или не можете да бидете дел од Европа. Ако изборот е тоа, не сакам да бидам дел од Европа. Па затоа викам, велам зошто не се Да, ама отврли. тоа не ви ослободува од потребата да разговарате, да преговарате, да лобирате, да барате сојузници. Сафет, не е тоа дебатата. Не е дебатата, прифатете ако сакате да продолжите. Не, ја реков ако е тоа дебатата, не реков дека е. Дебатата е спроведете го тоа што веќе сте го прифатили. Нас не обврзува бугарскиот поглед кон историјата и кон светот, не обврзува на наше мислење. Но официјалните документи кои сме ги прифатиле од ЕУ не обврзуваат. Така е. Исто како што Бугарија ја обврзува договорот за пријателство со Македонија да не го попречува европскиот пат на Македонија. Така ли е? Ако треба нешто да одведнаш те молам. Ако треба да почнеме од нешто да поништиме, мислам дека првин треба да расчистиме со тој договор, да видиме дали навистина сме пријатели, дали Бугарија навистина ни е пријател, да ја вратиме, тоа е релативно лесна работа. Да. Да вадиме тешки прашања и да се Знаете, заколкуваме. ако мислите дека во животот се е лесно и убаво, да се создаде невозможна атмосфера за решавање на преговорите. Да, веќе има. Продолжете. Кога зборувам за дека ние мора да одлучиме дали ќе тераме по оваа преговарачка рамка или не, зборувам дека треба да изградиме малку подобра стратегија околу тоа како ќе се справиме со овој предизвик под предпоставка дека членството во Европската унија останува наша стратешка цел, зашто не сум сигурен.
Зашто не си сигурен? Сите анкети покажуваат дека големо множество Не, македонци се за освен анкетите говориме за чекорите, кај политичките ипотезите. елити останува тоа врвен приоритет. Имам впечаток дека владата малку како подвижна цел да дава околу преговорите околу евентуалните услови за продолжување, за одблокирање на преговорите. Прво беше бугарите во уставот, па сега дали се 3.500 или се повеќе, па потоа дали ќе добиеме гаранции, па сега не е само тоа. Ние ако ги ставиме бугарите во уставот, зошто и Бугарија не примене реципроцитетен модел да ги стави македонците во уставот? Не можеме ние. Не можеме ние. Комитетот малцинца. Не во уставот. Не збориме ние само за комитетот, зборуваме и за пресудите во Страсбург, и за регистар. Така, ама тоа не се пресуди за устав, тоа се пресуди за признавање на постоење на македонското малцинство, да. Тоа е, никој не бара. Тоа е барањето, да. Имам впечаток дека подвижна цел даваме. Дека наместо да се фокусираме на една стратегија, која според мене, не мора да биде точно, е да ги завршиме ние овие промени, но овие да бидат последни. Мислам дека е тоа најдобра стратегија за нас. Ние цело време додаваме нови услови за ние да го испочитуваме тоа што веќе сме го прифатиле. Имам впечаток, имам страв дека меѓународната заедница, особено ЕУ, едно време ќе помисли дека ние всушност бараме начини како ова да не се случи. И затоа ја доведувам под прашање обврската и одлучноста на сегашните политички елити околу тоа дека ЕУ ни е навистина стратешка цел. Добро, ајде Божиновски, еве веќе спомена Петар Арцовски околу новите барања. Не ви личи ли ова на времето на владењето на Груевски со спорот со Грција и антиквизацијата? Сега бара премиерот Мицковски внесување на македонец во комитетот за малцинства во Бугарија, инаку како вели, нема да отстапам за милиметар за уставните измени. Предходно побара 200.000 македонци, ако веќе имаме преговори со меѓународната заедница и со Бугарија, Бугарија е таа да објасни каде исчезнаа 200.000 македонци во периодот 56-65 во Бугарија. Потоа нели барање за бугарското малцинство се признае, оние пресуди кои ги споменуваме на Страсбург. Предолга е листата на барање од страна на Мицковски. И вака е невозможно да се усложнува самиот процес. Да, едниот, ако гледате така како Пеџа што вика подвижна мета, ја повеќе го гледам од друг аспект, значи повеќе го гледам како некакви можности на кој начин може да покаже Бугарија добра волја. Така, тоа се излезни решение. Не како барање, туку како мени. Да се избере што не е барање, добро него за Бугарија. едноставно, еве, вие сакате да го прифатиме ова, ја пак ја кажам, Македонија никогаш не кажа, ниту во претходната, ниту во сегашната влада, дека е проблем да се внесат бугарите, заедно со другите 5-6 малцинства, колку и да се, односно, како дополнување. Проблемот е дека едноставно е потребна некој гест на добра волја, бидејќи тој гест на добра волја, затоа што ние не можеме да имаме гаранции. Тоа го говориме уште од кога се прифати ова 2022 кога беше кога го дека ние не можеме да добиеме гаранција од ЕУ дека Бугарија не, или кој било друг дека нема да не блокира. Невозможно тоа да се. И една отстапка се баре од Бугарија од сето ова што го наведав? Јас не сум видела дека се бара само една. Никогаш. Значи, идејата само постојано секојдневно имаме нови и нови барања. Не, во овој случај е многу значено, мислам дека е многу значено политиката не само кај нас, него генерално околу спорот и од нашиот бугарска страна и од ЕУ како посредник да биде малку креативна. Значи, ја не верувам дека нашата страна ќе побара или ова што го бара, што го наведува, ја би рекол повеќе како пример, дека мора све да биде прифатено за тоа. Ја знаете како велам, за мене киде доволно една од тие 16 пресуди. Ама не за вас, сега, ве молам. Не. Сега говориме ви давам пример. За стратегијата на владата. Ви давам пример. Разбирате ли која е стратегијата? Ова е повеќе како креативни решенија. Значи, што вас би ве задоволило? И еве се даваат. Затоа ви реков, за мене, например, една од тие пресуди, Бугарија е членка исто така, нели,
на меѓународниот случај. Значи, една од тие 16 кои они всушност по дефолт треба да ги прифатат, членки се не ги прифаќаат, така им одговара, никој не може да ги принуди, очигледно. Една нека прифатат, за мене е доволно. Ќе ги заборави тогаш Мицковски 200.000 македонци кои исчезнале и македонец во комитетот за малцинства Тоа во треба да Бугарија? го одговори Мицковски, а не сум портпарол на Мицковски. Значи, ја ви кажувам за мене што би било. Не, добро, што велите, што би сторил тој? А сите оние дополнителни работи, тоа се, ја повеќе мислам дека тоа се све примери на кој начин Бугарија може да покаже еден гест на добра волја. Не се тоа предуслови или нешто што Македонија се обидува да го наметне како неопходно за исполнение. Но повеќе го гледам тоа како примери на кој начин еве може да се покаже таа добра волја. Затоа ви реков, за мене на пример, ја не можам да говорам ниту за Мицковски, ниту за владата. Добре. За мене на пример ќе биде доволно едно од тие пресуди. На тој начин ја го гледам тој гест на добра волја. Ако настапиме така, и ако и бугарите настапат така, се надевам дека ќе смогнат и нашите и нашите политички елити, нивните политички елити ќе смогнат сили со ја претпоставувам заедно, да се седне и да се најде некое креативно решение, да се оди кон диалог. Затоа што до сега ова што го слушавме беше дебата, еве. Ние ќе кажеме нешто, бугарите ќе кажат па ќе си донесат една резолуција, па ќе си донесат Тоа е втора резолуција. конфронтација, не е дебата. Значи, не, Постојана конфронтација. Тоа е дебата, обид да се наметне твојата вистина или мојата вистина. Значи, ако се седне за некаков диалог кој што ќе донесе до некое решение, а верувам дека имаме сили, и знаете како, мислам дека и на Бугарија генерално и одговара на незините западни граници да има членка на ЕУ. Мислам дека на Бугарија одговара да нема граници помеѓу Македонија. Они цело време велат Македонија е дел од Бугарија. Па има ли подобар начин ти да се приближиш до таа Македонија, а да ја помогнеш на патот кон неа и едноставно да се избришат после границите, да нема граници. Така да и во Бугарија не се си, значи, знаете, мислам дека и во нашата јавност, и во нивната јавност, со цел валја поише гледаност, поише кликови, се импутираат некакви екстремни ставови, некакви екстремни диалози, односно аналитичари кои што одат со тезата, нели, онаа стандардна Македонија не постои, тоа е географски поем, сите сте вие бугарите. Не се сите во Бугарија на таа. Но добро, клучните луѓе се И огромно Румен не се во Радев, Бугарија. И за тоа не сум бугарскиот национализам. Може би Радев, да, но не сум, може би Радев, може би не знам Каракачанов и така, но не сум сигурен дека другите се на таа страна. Не покажале како видите Ама десна добра знаете волја. како е? Проблемот е што Македонија во Бугарија е толку жешка тема, што ако ја допрете може веднаш да се изгорите. Проблемот беше што исто, значи многу е слично како проблемот цимето со тоа да ова е подлабок проблем. Проблемот цимето беше измислен од страна на поранешниот грчки министер за надворешни, подосна и премиер, нели, Самарас, но тоа беше некое, значи проблем со финално можно решение. Кај Бугарија е многу подлабоко и токму во моментот кога започнаа да се смируваат работите, некој почувствува дека со тоа ќе ќари некаков политички поен. Знаеме како всушност дојде целава оваа ситуација. Ако малку се свртат работите и се покаже таква добра волја, па дури мислам и од наша страна, Потребна е и од наша страна, добро. или потребна е од сите страни, но пак ќе кажам, едно е добра волја, друго е коленичење што го правеше Заев и Ковачевски. Мора да направиме една јасна дистинкција што е добра волја, а што е коленичење. Видовме тоа до каде не однесе. Но ја верувам дека може да постои Да, и таков приstup. Пиџарсовски. Кога зборуваме за стратегијата на владата, мене тоа што ме загрижува е што отварањето повеќе фронтови, пресудите во Страсбург, 200.000 македонци кои треба да добијат некаква адекватна репрезентација, дали во Комитетот за малцински права, дали преку регистрација на нивните клубови и така натаму. Па потоа 3.500 бугари во уставот, па потоа дали се 3.500 бугари или се повеќе, па потоа некакви гаранции и така натаму и така натаму. Што се случува? Вие прво ја разводенувате дебатата. Имате сега наместо да разговарате за една работа, разговарате за себе. Што
прави решението реално да биде потешко. Второ, кога ќе имате 7 барања, потоа неисполнувањето на било кој од тие 7 барања се преточува по домашна оптика на пораз. Затоа велам дали тоа се сега мислам 7 дека- барања или 7 Или се предloзи, 7 аргументи. Или се Нека- 7 аргументи. Нека се 7 аргументи. Нека се тие се аргументи во таа расправа. И изнесените аргументи Ја ги не може гледам да ја како не примери. може да ја размatra таа дебата. Значи, ја ги гледам Меѓутоа- како примери повеќе. Меѓутоа, Да. Сите Ако- тоа се различни, Ако нали, вие да. понудите 7 аргументи на менито, И 7 примери. примери, и потоа ви прифатат само еден или само два, за останатите 5 сте во политички пораз дома. А гледаме дека политичката оптика дома е нешто што ја движи дебатата помеѓу Македонија и Бугарија во голема мерка. Затоа сметам дека оваа подвижна мета, за која во моментот сме разговараме, може да го направи решението потешко наместо полесно и може да ја доведе меѓународната заедница и ЕУ во мислење дека ние всушност бараме начини како тоа да не се реши. Инаку, не е точно дека Бугарија не може да даде гаранции за да не се билатерализира проблемот понатака. Таа не може да даде гаранции во рамки на преговарачката рамка и протоколите. Но, без никаков правен проблем, Бугарија и Македонија може да подпишат Ние за ЕУ зборевме дека не може анекс да кон гарантира. договорот за добро соседство, во кој Бугарија ќе декларира дека сите отворени билатерални прашања веќе се наоѓаат во преговарачката рамка и билатералните протоколи. Не е точно дека нема правна рамка во која може тоа. Ние не разговараме за тоа, затоа што не знаеме за што разговараме. Не, ние Разговараме знаеме за гаранции во процесот понатака или разговараме за овие 3.500 бугари? Не. Или Зошто разговараме тоа- за судот во Страсбург? Па- Или разговараме дека ни требаат 2 клуба во Благоевград? Тоа е- Или разговараме за што разговараме? Тоа е кога го гледаме тоа како барање, Пеже, за тоа. Јас повеќе го гледам ова Добро, како дајте да примери. одлучиме кој е Затоа нашето што барање. Ако се барања, да, тогаш е проблем. Тогаш ако имаш 10 барања, ако прифатат 5 не прифатат, тоа е пораз. Ама ако имаш ти 7, 8, 10 примери, од кои што ти викаш, еве еден пример, еве втор, еве трет, што би можеле да прифатите како не, гест на да, добра тоа- волја, во рамки на тогаш Ама тоа не веќе- се тоа е вели што друго. не можеле да Ама прифатат. во е рамки веќе на друго. политичка стратегија, што е попаметно да дадеме како пример? Да нема понатамошна билатерализација во проблемот или да има 2 клуба во Благоевград? Значи, Педжа, Што е основното барање Ние на поставуваме Македонија во едно тој? мени. Што е основното барање на Македонија во спорот? Апсолутно да нема понатамошна билатерализација. За Добро. нас е најважно Добро. да се гарантира предвидливоста врз основ на мерит Добро. во понатамошните преговори. Според мене тоа е најважното Добро. нешто. Тоа е за сите најважно. Ако За ние сама. треба да ги почитуваме документите кои сме ги подпишале, бараме ова да бидат последни билатерални барања. Но И тоа можеме да бараме, има правна форма како да го заведе. но можеме да бараме и Бугарија да ги почитува сите правни документи кои Не ги може. подпишала. Не можете. Како Може, можете? ако судот го бара тоа, како не можете? Како можете? Како не можете? Па вие ли сте судот? Па судот дека бара, не јас. Па кој сте вие арбитар да барате Бугарија да го почитува судот во Страсбург? Тоа е прашање помеѓу Бугарија и судот во Педжа, Страсбург. Не е така. Бидејќи вие Ама не е така, не го представува апсолутно така. е така. Не, Вие- апсолутно. бидејќи вие Судот има и интервенирате. механизми, а и Европската унија има механизми. Да, ја тоа се присили внатрешни Бугарија. прашања на Бугарија за кои Да, не но можете мора да да ги почитува инсистирате. одлуките на судот. Ама не Тоа може да има меѓународна инсистирате. заедница. кој Можете сте да вие? инсистирате и да барате. Постојано треба да барате, затоа што ако не барате, што ќе доби? не И може- Европската унија, и од Македонија и може Судот да во бараат Страсбург, и еднакво. Советот на Европа Више имаат да- механизми со кои Бугарија ќе ја казнат, не може да ја натерат да почитува, али може да ја казнат. Но не ја казниле. Ама може да ја казнат и тоа може да се случи многу брзо, затоа што ви велам во политиката работите не можете преку ноќ. Добро, ајде. Не е тоа така. Зошто одиме со Да се реклама? правиме толку безпомошни да не можеме ништо да смениме, не е Малку е така. проблематично вие да ја условувате Бугарија за тоа како ќе се однесува кон сопствените граѓани. Пазете, тоа не се македонски државјани во Бугарија. А можете да дозволите Македонија, Бугарија да бара од Македонија како да се однесува кон низините граѓани? Не. И која ви е тоа? Па Која е логиката? Подпишан е договорот токму Што? на таа А тема. потпишан е договорот за добрососедство со Бугарија, во кој таа се обврзува дека нема да ја блокира Македонија на европскиот пат. Што значи тоа? Па не е тоа ни Куран, ни Библија да не трпи промени. Добро, а во моментот кој не блокира? Бијќи велиш Бугарија, Да, апсолутно не е точно. Ние сме преземале обврска да го смениме уставот и одбиваме тоа да го направиме. Бугарија, со ова што ти го кажа прескак, аргументот ти е може само да додаде анекс во договорот дека нема да, значи Бугарија е блокира.
Не е точно. Како не е точно? Се може ли или не може? Одбери. Зашто? Дали може во анекс, како анекс на договорот за пријателство и добрососедство, да се откаже од овие барања? Како не блокира Дали е Българија? тоа начинот? Чека, дали е тоа начинот? Како не Добро, нека блокира- одговори Арсовски кога Како Ма не- не како мислам не сега. прашуваш? Не може за едното да може, а за другото да не може. Бишевац, Не иде. нека даде одговор. Ама го даде одговорот, видов. Како тоа не можеме да Бишевац. бараме од Бугарија како да се однесува кон нивните Добро, одиме со граѓани, а реклама. Бугарија може да бара како ние да се однесуваме кон нашите граѓани. Одиме со реклами. Не знам како. Останете со нас. Добро, се враќаме во анализа. Ајде околу договорот за соработка, така наречен договор за стратешка соработка со Велика Британија, за која председателот Пендаровски, поранешниот председател Пендаровски, остро го критикува, велејќи дека не е стратешки договор, туку само меморандум за соработка, почетно писмо за намери на двете влади за проекти кои не се прецизирани. Станува збор за кредит од 6 милиарди евра. Па потоа ќе говориме, се разбира, и за можноста за кампови за мигранти, стравувањата, сушност сите за кои говори и Пендаровски. Сакате ви Арсовски или... Се едно. Добро. Во моментот прецизната форма на документот кој сме го подпишале со Велика Британија, односно кои се механизмите, тоа е задолжување во кое Велика Британија со меѓувладин договор се согласува да биде жирант на кредитите кои ние ќе би ги земале во комерцијални банки. Имајте го предвид високиот кредитен рейтинг АА+ на Велика Британија, таа би била копотписник на заемите во комерцијални банки, со надеж дека така каматните стапки би се движеле под 4,5% колку што беше објавено во медиуми. Да. И тоа е се. За возврат на тоа, на жирантството, односно гаранцијата или помошта во добивањето на финансиска конструкција, Британија би учествувала со 20 или 30% во секој заем во вид на изведување или техничка помош и така натаму, а во голем дел од инфраструктурните проекти надежта е дека ќе обезбедиме целосна имплементација од страна на Велика Британија. Да. Во моментот се зборува за пруга и за инвестиции во здравство, односно две болници Штипи Кочани, колку што се сеќавам јас. Да. Чебрени галишта. И Чепрени И галиште Чепрени во галиште, да. Друга фаза. во втора фаза. Имајте предвид дека големите проекти, ниту пругата, ниту Чепрени галиште, не можат во наредните 5 години да се остварат. Бидејќи нема ниту проект, нема ниту траса, не е завршена ниту експроприација, ниту ништо. Значи сега разговараме само за рамка за комерцијално задолжување. И тоа не е проблем. Секои ефтини средства за Македонија се добре дојдени. Прашање е во што ќе ги искористиме. Дали тоа ќе остане договор за инфраструктурни инвестиции, кој би го подкрепил растот на бруто домашниот производ, или со тек на времето ќе се разводени во поддршка на буџетот, односно во поддршка на социјални пакети, кои се непродуктивно протрошени средства. И не се Рано е- инвестиции. И не се инвестиции. Рано е да се прогнозира, Да. но реалната ситуација со договорот за стратешко партнерство со Велика Британија, тоа е формата. Добро. Значи останува на нас, како што и имаме договор за стратешко партнерство со Соединетите Американски држави, кој никогаш не го пополнивме до крај, бидејќи не знаевме што да побараме и не знаевме што да искористиме од тој договор. Така е прашање на нашите капацитети, колку брзо ќе можеме овој договор да го Имаме искористиме стратешки и зашто. договор, таков стратешки и со Турција. И со Унгарија. За Унгарија не знам, ама за Турција знам сигурно. Милијардата од Унгарија. Како не знаете. Добро, верувате ли дека кредитот... Договори, не знам... Не, ова се нарекува стратешки договор, колку што разбрав, 6 милиарди евра се стратешки договор. А верувате ли дека кредитот е даден, како вели Пендаровски, само заради тоа Лондон го има само тој интерес, говорејќи за мигрантите? За Дека ми прости возврат... поранешниот председател, но мислам дека покажа колку знае на политичката сцена. Така да неговите коментари јас лично не ги земам за сериозно. Добро? Да? Се. Да, може. Нема Да. што да се коментира тоа. Медиум- Покажа колку може, колку знае и колку вреди. Британските медиуми ги најавуваа овие кампови за мигранти. Прво околу овој стратешки договор. Значи, види, ако сакате вие да земете кредит, комерцијална банка, некоја, која било,
стопанска, тутунска, комерцијална и така натаму. И ви бараат жиранти. Може секој да ви биде жирант или само некој што ви е најблизок до вас, евентуално да... Така да не е дека е само ова некој кредит и дека тоа не било. Едноставно, некој да го да гарантира за вас, за голема сума на пари, прво, покажува посветеност, а второ, дополнителна гаранција дека токму тие пари ќе бидат искористени за таа намена. Затоа што колку што го разбирам договорот, за да се повлечат дел од тие пари, кои што би биле во форма на кредити за инфраструктура, треба да има готови проекти со трошковник, цена на чинење и така натаму. Значи, не дека еве ти 6 милиарди евра, па сега ќе ги трошиме, него оваа пруга треба да се направи, овој дел од пругата чини толку, ни треба кредит од толку и толку. Освен што, нели, жирантот, во случајот Велика Британија, ни помага и ќе ни помогне да го добиеме по најповолни услови, жирантот и ќе има увид во тоа како се трошат тие пари, односно да не се разводенати и така натаму. Значи, според мене, овој начин, овој договор е многу подобар од она што, например, го имавме со претходната влада за Пехтелен, како што се потпиша нешто, правете, вие не знаеме ни што ќе чини, ни како ќе чини, ништо. Добро, и тука има член околу доверливоста. Значи, она што јас го гледам како овој договор е шанса да ги завршиме најкрупните и најбитните инфраструктурни проекти кои што и се важни за Македонија во следните 20 може и повеќе години. Пругата, Чебрени Галиште, кое што не е само хидроцентрала каде што ќе добие плюс енергија, многу можеби е многу побитно што ќе биде огромна акумулација за целиот тој период, плюс нели туризам и останати работи, дека ќе имаме инвестиции неопходни во здравството, особено нели за клиничката болница и во Штип и во Кичево, па и во Скопје, нели, оној клинички центар за кој што имаше претходно пари, па кога дојде нели Заев наеднаш се вратија, па не знам што направија со парите, го ја потрупаат дупката и така натаму. Значи ни треба и во Скопје еден модерен клинички центар, така да тоа се суштински проекти кои што ќе го покачи квалитетот на живот генерално и развојот на и индексот на човеков развој во Македонија. Е до толку се значајни. И затоа мислам дека она што ние треба да го направиме е да бидеме на некој начин поагилни во нивното спроведување. Тоа е веќе на Македонија. Че имаме гарантор, имаме помош неопходна која што ќе ни биде, затоа што тоа се огромни проекти за кои што наистина ни треба надворешна помош. И техничка и политичка. Се разбира. И на тој начин ние можеме не само да ги оствариме овие стратешки цели, туку едноставно и да се добие поинаков поглед кон Македонија. Тоа може да ни помогне и генерално и за самите европски интеграции за кои што претходно нели говоревме, да не се навраќаме, се надеваме дека ќе почнат. Многу поинаку ќе те прифати Европа и побрзо ќе те прифати Европа ако знае дека ти во моментов и без неа градиш огромни стратешки инфраструктурни проекти за кои што они се плашат дека можеби ќе им бараш после на нив пари. Значи велите дека консензус има дека интерес никаков нема Велика Британија во камповите за мигранти за кои постојат информации. Сега ќе дојде тоа. Значи проектот како проект навистина сега барем не можам да најдам некоја негативност, доколку има некоја негативност, јас навистина читаме и по медиуми, по портали, до сега не можев да барем не нешто издржано, секој може да говори со сак. Што се однесува до камповите, знаете како, кога тука мислам дека повторно идеме со оние политички игри, само сега партиите си ги смени улогите, најверојатно. Кога беше пред 3-4 години излезе, може 5 имаше, не ми текнува. Мислам дека беше беднаш по короната или така нешто. Исто околу мигрантските кампови во Македонија, тогашната власт, а сегашна опозиција велеше дека тоа е политичка пропаганда и дезинформација од страна на тогашната опозиција, сегашна власт. Сега се случува истото, само со сменените улоги. Така да не ми го земал тоа здраво за готово. Она што јас би го истакнал
е дека Македонија се уште е далеку од атрактивна дестинација за мигрантите, бидејќи помина пред 10 години помина колку милиони, односно не знам дали до милион бројката, но помина огромен број мигранти. Неколку стоти илјади секако. Тоа во секој А случај. ја заобиколија Македонија? Не, Поминаа ја низ заобиколија, Македонија. поминаа низ Македонија, Добро, поминаа да, низ Србија, поминаа, но не се- низ и низ но не Бугарија, се и низ стационираа Грција. тука, Значи, целта, и тоа не говорам ја само дека Македонија е неатрактивна, и Бугарија е неатрактивна, ако е членка неа, и Грција е неатрактивна. Се знае кои се атрактивните држави членки. И тогаш уште се постави самото прашање, значи проблемот не е само да се стопираат мигрантите, него проблемот е одредени држави од северот на Европа да ги сменат своите закони, веќе гледаме дека Германија тоа го прави, и Шведска, да не ги прават толку атрактивни за мигрантите, затоа што они сите итаа кон Германија, кон Шведска, кон Ирска, затоа што им се нудеа услови, сместување, пари, можност за работа, не мора да работат, добиваат пари, изгрижување на деца и сите тие работи. И затоа идеа таму, затоа се тие атрактивни. Мислам дека доколку Германија ги смени, веќе има иницијативи тоа да се промени, Шведска исто така делумно веќе поменува, ќе видиме со Ирска, тогаш веќе нема да бидат толку ниту тие атрактивни. Бидејќи говориме И ќе станеме ние атрактивна држава. Не, ние нема да станеме, барем не во наредни 20 на години, сигурно. Зошто имаме, еве последната информација дека сме четврта економска сила во Европа. Зад баш, дека Ирска, сме Данска силата. и Полска. Јас Кој Со на раст кое? на БДП Раст, во а тоа е друго, првиот значи, квартал сила, 3%, тоа е изјава на Мицковски. Четврт највисок раст на БДП во првиот квартал од 2025. Да. Зошто не би биле атрактивни за Тоа е, мигрантите? се уште, Да не се затоа што подценуваме. треба повеќе такви едно 50 на такви квартали за да почнеме да стануваме атрактивни. Шала на страна, не е само колку е одредена држава економски развиена, туку и какви се законите за тие мигранти. Бидејќи, пазете, уште 2015 година, кога говоревме, значи, мора да се направи јасна дистинкција помеѓу бегалци и мигранти. Бегалец е човек кој што се обидува да го заштити својот живот. Да. Мигрант е човек кој што бара одредена економска, Да. значи, подобра економска поддршка. иднина или можеби поатрактивна економска иднина за него. Во случајов ние говориме за мигранти, не говориме за бегалци. Да. А мигрантите одат онаму каде што некој им нуди најдобри услови за да може На Македонија би успеат. требале со овој така наречен стратешки договор за градење не, на види. пруги, на болници. Ние реално немаме работници. На оваа тема уште пред 15 Се на години, увезуваат од уште Непал пред и 15 од каде на се години не. говоревме на оваа тема и тогаш се смеја многу луѓе кога се постави се постави претпоставката дека многу брзо и на Македонија ќе треба да бъде. Значи Европа, цела Европа е во демографски колапс. Да. Ако имате демографски колапс, односно не можете да обезбедите младо население преку репродукција, тогаш мора да го везете. Така да иднината на Европа е секако преку одредена миграција, но едно е контролирана миграција на квалификувана работна сила, а друго е неконтролиран влез на буквално секој кој што ќе дојде до границите на Европа. И добро, завршивте, да. Арсовски сакавте да... Да, сакавте. Добро. Дигресија. Мислам дека треба да расчистиме малку магла околу овие и врзано за мигрантите и врзано за стратешкиот договор. Не е проблем да подпишеме договор за стратешко партнерство со било која земја во светот. Ниту е проблем да имаме пристап до ефтини средства. Проблем е кога тој договор се представува повеќе од тоа што е. Ова е договор за ко-кредитно барателство и ништо повеќе од тоа. Ниту имаме Може никакви кампови нема да има. Не се знае. Нели е само за кредитна линија? Во моментот договорот е за ко-кредитно барателство. И во никаде во договорот не е спречена владата во Македонија да ги пренамени средствата за било што. Значи, во ниту една ставка од договорот не пишува дека ние ќе добиеме некаква специјална политичка поддршка, па тоа да биде договор за некакво стратешко партнерство. Ниту пак пишува дека државата е обврзана зашто ќе ги троши средствата. Имате жирант Велика Британија, владата утре може да каже нема да правиме пруга, ќе правиме ново Скопје 2028.
А што ќе каже жирантот? А жирантот не се прашува. Значи, Не. ние се задолжуваме во комерцијална банка, Добре. ние. На жирантот му даваме 20 или 30% работа од секој тендер, а потоа ние ги должиме парите. Да не го представуваме подобар од тоа што е. Значи, прво, не сме сигурни зашто ќе се трошат средствата, бидејќи овие проекти кои ги изборите се деценијски проекти. Ниту има план, ниту има проект, ниту е тендериран проект, ниту има абер од тоа дека можеме да почнеме пруга или чебрени галишта брзо да ги градиме. Ако ги земаме во наредните 2 или 3 години тие средства, автоматски не може да одат за тие проекти. Мора да одат за нешто друго. И на крајот прашањето кое логично си го поставуваме, дали со тој договор за кредитобајателство доаѓа и друга политичка цена. Во основа, главната цел на надворешната политика на Велика Британија е да направи депортациони центри. Не се тоа центри за бегалци како што сме имале ние. Тоа се бегалци кои бегаат од војна. И тие центри за бегалци имаат хуманитарен карактер. Овде се работи за мигранти, како што велиш ти, што е различно, и се бара од земјите да отворат прифатни центри за депортација на мигранти, како што отвори Албанија во договор со Италија, па тоа не профункционира затоа што Уставниот суд во Италија забрани на Италија да депортира мигранти. За тоа збориме. Не збориме за дека ние сега ќе прибираме мигранти од Блискиот исток или од Далечниот исток и туку дека Велика Британија и земјите членки од ЕУ, мигрантите кои ги сметаат за неположени, ќе ни ги истоварат овде. Добро. Па ние да ги мислиме. И? Ние ќе ги задржиме, така? Тоа викаш? Не велам дека ќе ги задржиме. Добро, Ние премногу ксенофобично е инаку да одбиваме да говориме за вакви можности. Не. Нека не е нелогично да го поставиме прашањето, имајќи мораме предвид да го дека е тоа поставиме. план кој Велика Британија не го крие. Да. Сега што е право, во интерес на вистината, Македонија веќе има подпишано договори за реадмисија со сите земји поранешни членки на ЕУ, вклучително Британија. Дека нелегални мигранти или бегалци кои доаѓаат на нивна земја од територија на Македонија, ние имаме обврска да ги прифатиме назад доколку тие одлучат да ги депортираат. Затоа не треба кампови, не треба никаков друг стратешки договор. Ние таа обврска веќе имаме, ќе покажеме да станува. Таа обврска имаат сите земји практично. Таа имаат сите. Ја затоа пак ќе кажам, види, ја многу повеќе го гледам тука интересот геополитички на Британија, затоа што овие се стратешки проекти, особено проектот што се спомена првиот за пруга и за контрола на Вардарската долина, што е клучна. И претходниот проект, нели Вардарската долина дел беше од проектот на како беше патот на Свилата, каде што ќе се направи брза конекција меѓу Солуни и Будимпешта, така да ја многу повеќе од тој аспект го гледам, од стратешки аспект за Македонија, колку некакви мигранти. Затоа што искрено сме го говореле тоа и пред 4-5 години, ќе го кажеме и сега. Во Македонија во моментов нема атрактивни можности и понуди за мигрантите да останат. Тука правам ја разлика помеѓу мигранти кои што се дојдени за да работат во таа држава, имате и многу мигранти кои што се дојдени да ги користат бенефициите на социјалниот систем на таа држава. Со тоа има проблем Германија. Затоа велам има разлика меѓу увоз на квалификувана работна сила која што ќе сака да работи и да допринесува и увоз на луѓе кои што сака да ги користат бенефитите на социјалниот систем. Ама не зборуваме за ниту едното во сомнежот за приватни центри. Ние не зборуваме за мигранти кои по слободна волја би дошле во Македонија барајќи подобар живот. Се согласуваме дека Македонија не е атрактивна земја тоа. Никој нема да ги праша. Збориме за прифатни центри, прифатни депортациони центри за нелегални мигранти од Велика Британија. Кој не сака да ги прифати Велика Британија, мора негде да одат. За кој што Британија рече дека не е така, дека не е предуслов и дека нема да се отварат и дека нема да прифатиме. И ницковски и британскиот амбасадор демантираа. Тоа. Сакам, друго беше мојавето. Дури да не верувам дека тоа ќе има, исто како што кажав пред 4 со Италија исто. И сега, значи, пак ќе кажам, не верувам дека тоа ќе има, затоа што дури да има, никој нема да остане таму. Искрено. Никој нема да остане. Да. Така да, сега, ова се ептен хипотетички, премногу хипотетички предпоставки за кои што треба да се исполнат за да дојдеме до тоа, но дури и тоа да се случи, повторно
тие нема доста. Ние имаме проблеми и со дел од работниците кои што доаѓаат. Немаме, бегаат, доаѓаат овде 10 дена и бегаат. Не, дел продолжуваат работа зависно од условите, дел зависно од нивната намера доаѓаат пред се со турските компании кои овде имаат работа и остануваат. И Хрватска го има истиот проблем. И кај нив дел се уште идат надвор, иако им требаат многу работници, дел остануваат, така да Македонци има прилично многу во Хрватска. На крај сме, благодарам што бевте гости. Благодарам што ме гледавте, пријатно.